Се уште е рано, ние сме во разговори и преговори со политичките партии за склучување на коалиционо раздвижување и разговараме со многу интелектуалци, граѓани, индивидуалци од секој дел на Македонија, од секој аспект, од секој сегмент на општественото живење. Разговараме со професори, разговараме со работници, разговараме со земјоделци, разговараме со пензионери. Социјалдемократскиот сојуз и партиите од левицата и центарот склучија коалиција со граѓаните и тие ќе бидат застапени насекаде по нашите листи. Штом ќе бидат додефинирани коалиционите сојузи, веднаш после тоа ќе преминеме на одлуките на кандидати од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи во редоследот на одлучување ги оставивме последни. Се уште е рано, верувам дека многу брзо ќе можеме да соопштиме кои се конечно кандидатите на листите од страна на СДСМ и Сдруженијата опозиција. Јас сум Зоран Заев, човекот што ги поседуваше бомбите и ги предаде на специјалното јавно обвинителство. 1% да има сведоци од тоа што сум го изнаслушал таму во тие разговори, верувам дека многу лесно, со огромна леснота ќе се врати правдата и правната држава во Република Македонија. За сите прашања поврзани со специјалното јавно обвинителство, ќе мора да ги прашате нив. Ние сме политичари и политички партии кои што одлучивме заедно сите да формираме една независна институција која што ќе се занимава и ќе излезе со резултат за се што е поврзано и произлегува од незаконското слушање. Ова што вчера го гледаме е еден процес кој што треба да утврди кој всушност прислушувал во Република Македонија. Тоа е огромно кривично дело. Тоа е злоупотреба на основните човекови слободи и права, правото на комуникација и општење. Тоа е дефинирано во Уставот на Република Македонија. Во Република Македонија правдата ќе се врати и правда ќе има. Законот мора подеднакво да важи за сите, без разлика дали е влијателен политичар, дали е невлијателен политичар, дали е работник, дали е бизнисмен. Правдата и законот мора да важат подеднакво за сите. Од страна на советничките групи генерално во Република Македонија сме задоволни заради тоа што ако не беше ова опозиционо движење, зборувајќи на централно ниво, но и на локално ниво, работите ќе беа уште позабегани и без било каква можност да бидат спречени сите тие злоупотреби и сите овие, би ги нарекол, апашки и бандитски работи што се случуваат во Македонија. Во Македонија народот се плячка на ангро. Од една страна трошоците се зголемени до небото, од друга страна приходите се обезвреднети до земјата. Не може вака да продолжи. Треба уште повеќе опозицијата да зборува целиот овој период, но многу е важно да се го даде зборот за после промените, што всушност ќе почувствуваат граѓаните како нивна лична придобивка. Затоа сум јас денеска овде и зборувам со овие текстилни работнички, со овие млади луѓе, да случиме договор. Мора да случиме договор за да живееме подобро, да ни останат децата овде. Не може со 9000 денари примање на една текстилна работничка да добие дома сметка од 2000 денари за вода, 3000 денари за струја, телефоните се некаде околу 2000 денари, отиде платата. Ими каде е храната? Каде е облеката? Каде е организацијата на младите и образованието на децата? Никогаш понижен животот на работникот во Македонија не бил. Тоа мораме да го промениме, тоа се свесни сите дека е првата работа која што мора да се случи. Затоа наша цел е парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Ако народот наш има пари, ќе не биде државата. Еве сега да може некој да пушти 4 милиони евра. Не 400 милиони евра колку што кради власта. 4 милиони евра по народот. Веднаш ќе ја видите раздвижена чаршијата. Веднаш како е раздвижен и пазарот. Нашиот народ ги троши парите. Трошејќи ги парите пак се враќаат во државата. Нема зијан од враќање на парите назад кон граѓаните. Тоа е она за која што ќе се залагаме. И имаме план. Имаме план за живот во Македонија, за младите да ни останат овде, да ја вратиме на смевката кај граѓаните. Полека да го вратиме животот во нашата земја. Заслужува граѓанинот на Македонија да има дебата меѓу шефот на опозицијата и шефот на владеачката партија. Тежнееме да бидеме демократско општество. Нема зошто да се плаши Груевски. Мора да ги спротиставиме ние нашите ставови. Само така граѓаните ќе знаат што е во суштина проблемот и кои се во суштина решенијата на самиот проблем од било кој аспект во Македонија. Се надевам, повикувам, најдобронамерно, оврска на сите нас е да седнеме на дебати, да ја организираме неколку дебати,
да разговараме за проблемите во Македонија. Тој знае многу добро дека заминува, но неговата партија ќе остане во опозиција. Животот не завршува на 11 декември. Мораме заедно сите да живееме во Македонија. Овој наш народ очекува единство, очекува рамноправност, очекува сплотеност. Преку глава име на луѓето од било какви делби, и по етничка основа, и по политичка основа, и по религиозна основа, и по било која основа. Заврши тоа време. Само заедно, сплотени, здружени, можеме да очекуваме напредок кој што ќе го почувствува не само Република Македонија, секое семејство во Република Македонија. А меѓу другото, тоа полесно ќе се случи ако има дебати, ако има дуели. Еве неколку луѓе се охрабрија, прифатија, нарете дуелот Никола Груевски и Зоран Заев. Отварајте иницијатива. Отварајте иницијативи за дебати. Јас сум лидер на најголемата опозициона партија. Знаат сите наши представници овде од Штип, но и по цела Македонија. Драгоцена е дебатата. Секаде сме присутни и со секој ќе дебатираме. Ние сме на вистинската страна и немаме што да криеме. И на крајот, дај да ги споредиме фактите и аргументите. Дај народот нека цени преку тоа. Апелирам до медиумите да повикуваат на дебати и дуели помеѓу власта и опозицијата.